Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. Гостин вечерва преку Скајп ни е Гордана Гоџа. Ја имате видено, мислам дека на едно пар пати во емисијава. Добро вечер, Гордана. Добре дојдовте. Добро вечер, Јанко. Добро се слушаме. Благодарам. Така. Уште еднаш за можноста за гостување. Нема проблем. Драго ми е што прифативте гостување. Имено, следејќи ги вашите активности на интернет, она што го говоревте кај мене во емисија, вие припаѓате на оние луѓе кои не веруваат во вакцините, се залагавте за слободен избор за вакцинирање на децата, исто така во оваа криза излеговте со неколку радикални идеи и замисли. Последново по кој повод ве поканив е на вашата веб страна, имаше тоа, вие може да го прикажете ако сакате. Нели рековте дека имате подготвен материјал кој како шер скрин ќе го поделите со гледачите, а тоа е најавата за протести низ целиот свет, синхронизирани протести за сите овие мерки кои се случуваат. Па ајде едно образложение. Ние немаме разговарано за себе ова, вие сте биле чат-пат ваму таму негде каде имате настапувано, но за атер на мојата публика едно ваше согледување за кризава што се случува на светско ниво наречена корона. Благодарам. Прво морам да те поправам. Значи, ние не сме против вакцини и тоа кој ќе не наречат антиваксери, јас навистина не знам што тоа значи. Ние сме за тоа да се овозможи право на избор, како што ни следува во сите меѓународни декларации. Гордана, морам да те прекинам. Морам да те прекинам. Извини. Да. Значи, масата на која ти се наоѓа лаптопот и камерата, додека говориш, ја тресеш. И имаме малце една таква ситуација. Па ако може да се возиш, се извинувам. Не го видовме претходно на тестот. Да. Се извинувам прво за она дека ве нареков тие антиваксери, но мислам дека се коригирав, реков дека сте за правото на избор. Така? Да, го нагласивте и тоа точно. Јас морам да кажам дека ние го имаме тоа право на избор согласно Закон за заштита на правата на пациентите и некој се обидува едноставно да ни го укине, така да речам, односно да не го уживаме правото кое што ни е дадено како луѓе пред се, а ете го имаме и во устав и во законите. Така. Значи да, во светот луѓето сватија, значи да, и обичниот народ, меѓутоа и многу доктори и научници кои што за жал се цензурираат и не можеме туку така да ги видиме нивните изјави, сватија дека мерките околу короната не даваат баш ефекти како што се кажуваат и дека се противуставни, што е најтрагично, нели? И недоволни за намалување на заразата. Значи, едноставно немаат ефект и се противуставни. Тоа е многу, многу важно. Не само тоа, се дојде до тоа да навистина се укине правото на слободата на луѓето и право на слобода на движење, право на слобода на говор, например, не смеете да излезете јавно да ги кажете своите ставови, а уставите тоа ви го гарантираат и така натаму. И сега имате држави каде што нели се друго е во ред, значи немаат национални прашања како ние што имаме на пример, немаат притисоци како еве сега со пописот, тоа се други теми, меѓутоа сакам да кажам и во држави каде што средени се други работи, единствено притисокот е заради корона мерките, луѓето веќе излегуваат на улица. Ние ги имаме притисоците од мерките, има еден куп други прашања и се уште некако не се решаваме да излеземе на улица. Јас навистина не знам кои чекаме да ги смени работите. Промените треба да дојдат од народот, а не од власт. Од власт не можеме Гордана, да очекуваме. како се вика ќерка ти? На кај каде одат. Гордана, како се вика ќерка ти? Лена. Лена, ајде дојди. Лена ти влегува 3 пати во кадар, не може да се воздржи. Па, еве, пошто има толку мерак, сега нека влезе, за да не го правиме тривијално твоево гостување. Подобро, еве, оваа топла мајчинска љубов, нека се види девојчето. Ало, Лена? Лена? Излезе, Јанко, излезе. Излезе. Добро.
Обратна психологија, значи кога им го дадеш тоа што мислат? Да, не сакам многу искрено да ги покажувам децата во јавност. Да, ама твоите деца пет пати се покажа во кадар влегоа сега. Зато и ги повикав, извини. Додека ти збореше, они дзирка, па ќе го дефокусираат вниманието, бидејќи ќе инсистирам од тебе малку детално да ги објасниш и мислам дека нема да има простор за зафрканција, затоа што следниот муабет кој ќе го говорите е премногу сериозен за да го не лечи. Да, секако. Да. Океј, вашето согледување за кризата за коронава. Само да кажам, да, ама само да завршам со протестот, така што формиране некоја си телеграм група Worldwide Demonstration и едноставно се направени плакати за 36-7 држави беа до пред некој ден. Има повеќе плакати, 70-на, затоа што во некои држави се одржуваат протести во повеќе градови. Така што ете и, значи јас не сум организатор, јас не знам, не само го видов тоа, видов дека почна различни луѓе да искажуваат желба да се поиде, нели, волја, така што да, ќе поидам и јас во сабота, веројатно нема да говорам ништо, ќе се обидам да бидам во публика овој пат, не знам како може ќе се да направиш шер скрин од објавата што е? Да, Јанко, ама Фејсбукот го исклучев, а тоа ми е на Фејсбук. Океј, добро, продолжи да збориш, јас ќе го побарам. После паузата ќе го направиме. Не правиме пауза, ќе идеме исцело, бидејќи имаме полициски час, па мораме порано да завршиме. Добро, во ред. Така е сега, самите мерки, нели, околу кризата, значи никој не го спори оној момент дали постои вирус, дали не постои, има и такви сознанија, дека не постојат ревидирани студии каде што е изолиран вирусот SARS-CoV-2, меѓутоа еве да речеме дека има некаков вирус кој што го нарекува SARS-CoV-2 и болеста која што тој ја предизвикува, значи да не ги мешаме работите, тоа е многу важно. SARS-CoV-2 е вирусот, а тој предизвикува болест COVID, значи корона, В и вирус, disease, коронавирус disease, тоа е кратенката на COVID. Сега, во коронавируси фамилијата треба да знаеме дека има многу вируси, во нив спаѓа и SARS-от, и MERS-от, и обичната настинка. Тоа е многу важно. Обичната настинка исто така спаѓа во фамилијата на коронавируси. Сега, тоа на една страна. Друга страна ги имате, би сакала да ги кажам дефинициите, многу две важни дефиниции од СЗО. Едната дефиниција е за пандемија, што представува пандемија. Дефиницијата за тоа што представува пандемија е променета пред пандемијата на свинскиот грип. Значи 2008-2009 беше пандемијата, а непосредно пред тоа дефиницијата е променета. Сега ќе парафразирам. Предходно беше дека пандемија е доколку има голем број на смртни случаи, тогаш ја променија во пандемија представува тогаш кога ќе има голем број на заболени случаи. Значи тоа е голема една разлика, не починати, туку заболени. И втора дефиниција која што СЗО ја промени, тоа сега беше скоро пред некој месец, за колективен имунитет. Значи претходно сите знаеме дека колективен имунитет беше доколку се стекнеме со имунитет, било да го прележиме природно вирусот или преку вакцина. Сега дефиницијата за колективен имунитет е доколку се имунизира населението, под имунизација тие подразбираат вакцинација. За мене имунизација представува и здрава храна, чист воздух и чиста вода и така натаму, не може да ги поистоветиме имунизација и вакцинација. Значи овие две работи се многу важни. И сега првата дефиниција за пандемија, значи имаме пандемија каде што имаме голем број на заболени лица, така? И сега еве дојде некаква пандемија на SARS-CoV-2 или болеста COVID и како ја утврдуваме таа заболеност? Тоа е многу важно. Заболеноста ја утврдуваме со некакви си PCR тестови. Сега, да видиме што представува тој тест. Самиот изумител на тестот, кој што е Нобеловец, Крис Мули, сега извинете,
не можам точно да се сетам, тој вели дека овој тест не служи за диагностика. Тој тест служи за истражувачки цели. Истото тоа е ставено и на сајтот на СЗО. Значи СЗО кажува дека овој тест не треба да се служи за диагностика. Истото го имате и на страната на Централно за контрола и превенција на болести, и на еден куп други, сами од производител на ПЦР. Што сакаш да кажеш дека што значи овој тест, што го правиме, дека што? Што треба да заклучиме од ова што ни го кажеш? Да, овој тест, фактички, кога вие се тестирате, многу е важно и времето на земање на брисот, бидејќи тој тест може да детектира и некоја стара инфекција што сте имале пред, не знам, неколку месеци, што не е од коронавирус, од SARS-CoV-2, затоа што рековме во коронавируси, освен тој спаѓаат и други вируси. Така, Добро. симптомите кои што се појавуваат може да бидат предизвикани од 200 различни вируси. Не знаеме дека е од SARS-CoV-2. Како знаеме дека е од SARS-CoV-2? Со некаков тест кој што ни сугерираат да се користи, а човекот кој што го форсира во Европа, тој е германецот доктор Дастен, веќе е на обвинителна клупа. Затоа што истиот тој човек пред неколку години има кажано дека тој тест не служи за диагностика, а сега го прави, нели, гласува дека служи за диагностика и сите држави во Европа го користат неговото мислење и се користи тој тест. И многу друго е нешто важно кој овој тест. Значи бројот на циклуси, амплификации, брисот се зема и се зголемува одреден пат на број на циклуси. Тестовите се баждарени на одреден број на циклуси. Сведоци сме дека на 20 јануари, 1 час после инаугурацијата на Бајден, значи 1 час после инаугурацијата на Бајден, СЗО даде препорака да се намали бројот на циклуси на тестот. Зошто? Ако го анализирате тестот, многу добро, тоа се вака еден график сега ми е пред очи, мислам дека докај 17 циклуси беше, дека дава докај 100% точност, да речеме, тестот, она што ќе го земе како бреж што ќе го даде како резултат, дека може да е точен. Како се зголемува бројот на циклуси, така се зголемува веројатноста дека тестот дава неточни резултати. До 40 циклуси веројатноста дека тестот дава неточен резултат е веќе 98%. Ме разбирате ли? Не. Да. Не те разбирам. Значи под прашање за да се дообјасниш. Да. Ако ја не разбира добар дел од публиката, па би ве замолил да се потрудите да дообјат. Да. Какви се тие циклуси на тестот? Што значи, што е тоа циклуси на тестот? Што е тоа 17, 40? Да. Мене ништо не ми значи, не можам да го разберам. Тоа е амплификација, односно зголемување на податокот од брисот. Како да објаснам? Значи мора таа RT-PCR тестот се вика, нели? И тој тест користи таква методологија да брисот што ќе се земе мора да се амплифицира, да се зголеми одреден број на пати. И сега тестовите беа баждарени до 40 до 45 циклуси. До пред СЗО да препорача да се намали бројот на циклуси. На тој број на циклуси 40 до 45 веројатноста за неточен резултат е 98%, односно за точен е 2%. Сега, ги намалија бројот на циклуси, го намалија и веќе во САД има драстично опаѓање на бројот на заболени. Разбирате? Паралелно почна вакцината, нели? И сега тука ќе се тера наративен веројатно. Еве вакцината функционира, паѓа бројот на заболени, нели? Зависи, ќе видиме што ќе се случува околу тоа. Ние како здружение побаравме според закон за пристап до информација од јавен карактер да ни се даде податоци од кои производители користат нашиве тука, нели, PCR тестове, за да согласно тоа ги пронајдеме референците кои што производителите ги имаат за бројот на циклуси. Значи не знам во Македонија колкав број на циклуси се користат, не знам. Немам податок. Не би требало ли ние тоа воопшто да го знаеме, јас и ти, например? Па јас го знам и сакам да го знам, затоа што тоа ми кажува дека тестот не дава точен резултат. Така.
тука ли се одговорите зошто на пример некои луѓе, не знам, еден Елон Маск вика 3 пати се тестирав, 3 различни одговори, еднаш позитивен, еднаш негативен, Така, еднаш позитивен, да, еднаш да. негативен. Да. Значи, Да. грешките во Кажува. тестот според вас се во оној момент кога, да речеме, се е во ред? Добре. Се слушаме? Да, се слушаме, ве прашав дали е се Да. во ред. Да. А, Не се добро. исклучи Ја реков да не има микрофонот, ама некоја добре. ситуација, добро? Добре, Значи, сега, да. во моментот кога тој бриз се засилува, зајакнува, тоа е потребно да се издвои од, не знам, другата материја. Што заклучив од вашето изкажување? За да може да се попрецизно утврди. Аха, ама при тоа, при тие циклуси на зајакнување, како на микроскоп да речеме зголемување, 2 пати 4, 8, 16, се добиваат се по-неточни резултати. Така е. Како се зголемува бројот на циклуси, така се зголемува неточноста. Или јас ја велам веројатноста за неточен резултат. И тука можеме да го бараме одговорот зошто болни луѓе добиле негативен резултат или здрави луѓе добиле позитивен резултат. Тоа стои и е прецизно напишано и на страните на СЗО. Кажано е, ако е тестот позитивен, не значи дека сте заболени. Ако е тестот негативен, не значи дека не сте заболени. Ме разбирате? Значи, тоа е навистина една област сива, меѓутоа, еве, за среќа, и вие го споделивте видеото што го имавме ние од Рајнар Фулмих, адвокатот. Така е? Тој многу добро ги објасни овие работи со тестот, кажа кој е одговорен, тоа е еве доктор Дастен, некој си Вилер и директно исто на обвинителна клупа и директорот на СЗО Тодрос. Значи, Ја колку сум информиран ништо од тој процес. не е точно. Да? Не е точно. Добро, Значи, тужбата информирајте е веќе ме. Не, кривичната пријава е веќе поднесена во Германија. Веќе е Добро. поднесена во Германија. Значи, во Европа работиме по континентално право и тука не можеме колективни тужби директно да поднесуваме кривични пријави. Тој адвокат има пракси во Калифорнија, има лиценца таму поднесува директно class action или групни тужби. Во Германија е веќе поднесена, веќе и други држави моделот го користат. На Балканот Словенија, Хрватска, Црна Гора, Србија, се надевам и ние ќе се приклучиме да поднесеме кривични пријави директно против физички лица со име и презиме одговорни за сите овие работи кои што се случија. Што треба кривично и кој да се гони и за што би била би гласела, например? Да. Еве, Кривичната Јанко лажел во емисија, Гордана Гоџо поднесува кривична пријава. Си лажел во емисија и тоа е тоа. Мислам, наједноставно им објаснувам на луѓето. Ај, малце објаснете ми кого треба да тужиме според вас и зошто? Кривичната пријава е наречена веќе Нирнберг 2 и се однесува за злосторство против човештвото или човечноста, како не знам, човештвото, Crimes Against Humanity. Злосторство против човештвото, така е. Да. Добро. Тоа, значи, пазете колку е тоа силно, колку е тоа не е ова зезање, се разбираме. Мејнстрим значи, медиумите не го покриваат ова, но Апсолутно, добро, апсолутно. вие сте тука еве да видиме што се случува на тоа поле. Да, значи, знаете, цензурата е преголема. Значи, имате еден Џон Јоанидис од Стенфорд универзитетот, го имате еден Раул Дидие, го имате еден Волфганг од Германија, кој што беше и парламентарец, на времето тој ја разоткри измамата со свинскиот грип, например. Свинскиот грип исто беше една, еве ја реков веќе и пак ја речам, измама. И за тоа веќе има исто поднесено тужби уште од времето, меѓутоа знаеме што се како во Америка кој влада и како влада и сето тоа се уште не е процесирано. Меѓутоа, еве овој пат се надеваме бидејќи навистина мислам нема да остане држава каде што ова нема да се направи, така што некаде ќе излезе како што треба. Кого треба ние да тужиме?
Во Србија можам да ви кажам кого тужат. Во Србија го тужат директно Вучич, го тужат премиерот, ја тужат ова претседателката на парламентот. Значи ги тужат оние кои што донеле одлука за прогласување на вонредна состојба без тоа да оди на парламент. Значи кај нив е такво нешто, треба да утврдиме кај нас целата процедура, дали е добра, дали не е добра, значи сето тоа треба ние допрва да го правиме со, се надевам, добра екипа на адвокати и да утврдиме како ќе биде кај нас моделот. Инаку ќе се бараат и материјални и нематеријални одштети за сите луѓе кои што претрпеа и страф, и пари дале за тестови, за маски, за не знам што, значи казна платиле за маски и така натаму. Треба да сето тоа го чуваме на еден начин и да речеме, јас дури препорачувам и видеа да снимаме таму каде што не ги кршат правата на движење слободно во маркети, во банки, во не знам каде. Ние имаме потполно право да не ја носиме маската, ако еве сега можам и на маските да преминам, пошто тоа е тоа, тестовите пред да преминеш на маските, издиши, напиши чаша вода, да направам еден заклучок од ова што го кажа. Значи, ова треба да го третираме, ако го нарече како втор Нирберг, Европа го нарекува. Нирбергскиот процес е значаен по тоа што злосторствата против човештвото, нацистичките лидери беа судени и сите оние кои спроведуваа злосторства по завршувањето на Втората светска војна. Ако добро ве разбирам, ова треба да се третира во овој момент, да се собираат докази во овој момент за сите кршења на уставот и човековите права, и кога се во ова ќе помине, бидејќи нели сите имаат добри волји и така натаму, но сето тоа што било незаконски да биде процесирано пред лицето на правдата. Ама тоа да биде процесирано пред лицето на правдата, треба некој да поднесе кривична пријава. Кривични пријави се поднесени, рековте, во Германија, така е, во Србија, во Словенија, во Хрватска, Србија при крај, мислам дека уште не е поднесена. Јас го чекам тој модел да ме го пратат. Значи, штом ќе ја поднесат, ќе го добијам. Така, каде Франција, Шпанија, Италија, не знам, немам податок. Обединетото кралство. Дали мислиш дека ако остане вака расцепкано, нема кривични пријави во Кина, нема кривични пријави во Русија и така натаму, дека и овие ќе паднат, бидејќи ако има повеќе такви кривични пријави, негде ќе се направи преседан, врз тој основа на тој преседан, после може позитивно. Но ако остане ова само на Германија, Србија и Словенија и Хрватска, ја не знам дали може да има импакт на меѓународното право. Не, значи јас сум сигурна дека и други држави. Ја поставувам прашања и логични ми се, Гордана. Така, не. Секогаш се твоите прашања логични, Јанко. Значи, јас сум сигурна дека и други држави ќе се приклучат. Во моментов немам податок. Значи, можеби веќе има. Во Калифорнија сигурно ќе се поднесе. Таму е лиценцата на адвокатот, нели? Затоа е Калифорнија. Така што една држава да пресуди, тоа ќе тргне за сите. Значи, не може така. Одлично. Значи, кај нас треба што? Поединец некој да се појави или организација или како е во земјиве? Некој адвокат тоа го поднесува, кој подготвил тужба или како треба? Треба ја да го направам тоа, ти да го направиш, не знам. Не, значи јас ќе гледам да се организираме околу тоа, бидејќи сум во контакт со српските адвокати кои што го прават тоа. Како да се иде по процедура? Да. И значи тоа ќе бидат физички лица, нели, кои што поднесуваат. Тоа ме интересираш, одлично. Да, физички лица, меѓутоа преку адвокат, нормално. Така што адвокатската екипа ќе треба да го прилагоди српскиот модел на нашите закони, нели? И во случај кога би барале и одштети, за да се бараат и одштети, ќе треба да се приложат докази. Ако некој физичко лице бара одштета за тоа што смета дека маската му прави некакви здравствени проблеми,
ќе треба некакви докази, па и вештачења после на суд да се прават, да се докаже дека тоа навистина предизвикало штета за да лицето добие. Не, јас се согласувам, генерално јас се согласувам дека огромна штета се нанесува на цели индустрии, а за тоа страда цели, мислам, и семејства, и лични трагедии, колку му изгледа некому смешно, дали е тоа прашање земјоделието, дали е тоа туризам, дали е угостителство, страшно е си. Допрва ќе има квичење и плачење после тоа, нели? Али ајде се бориме да преживееме и ќе преживееме, само мора да излезе. Ајде да ти изврлам малку од комфортната зона кога идеме кај тужбите. Доналд Трамп додека беше лидер на Соединетите држави, повика на тужби на овој начин, но не против сопствените влади и така натаму, туку против Кина. Кина да носи репарации за овој вирус. СЗО испрати екипа во Вухан, која требаше да испита од каде и нели имаше Бил Гейтс го измислил, овој го измислил, американска била, не американска и така натаму. Штама. Сега за сега СЗО излезе и рече: резултатите нема сега да се соопштат од каде потекнува вирусот. Бидејќи нели прво не убедија, јаделе деца некои шишмиши, бетмени, ово, оно и се расширило. Почнавме да се сомневаме заради симптомите, сме преживеали и грипови се. Вакво нешто, ја го преживеал. Ја вакво нешто не сум преживеал у живот. Ова е све, попрво ќе кажам дека сум бил отруен, одошто болен. Значи, ја верувам дека овдека некој рчкал со шраф цигирче, нешто има праено. Сега ја малце нешто да кажам, секако дека ќе се доискажеш ти. Дали сметаш дека има една голема игра, бидејќи Кина е најголемиот финансиер на СЗО, Кина да ги прикрие трагите, дали намерно, ненамерно, што им се случило, како се случило. Деки, памтиш ли дека пред година дена кога почна кризата, јас прв овдека во емисија, никој не збореше за короната, во живо секоја вечер прикажував како се гради една огромна болница, монтажната. Ти текнува кога имаше лайв стрим на YouTube и го покажував. Ја гледам. Викам, што е ова? Сега нешто се закашле. Секоја година има. Од каде они знаеја дека тоа толку драматично ќе биде како што ќе биде? Сметаш ли дека се дефокусираме да ги напаѓаме нашите влади, Србите со своите влади и така натаму, туку да бараме како после Втората светска војна репарации од тој што е виновен за се во ова. Иако германецот рече СЗО, ја повеќе мислам би требало изворот од каде дојде се во ова да си поднесе одговорност. Ама вака, Јанко. Ај, твое размислување. Да, одлично, браво. Вака, значи, да, СЗО појда екипа во Вухан и сега ти велиш неги ќе бидат соопштени, јас па едно и видов соопштение дека потврдија дека не е излезан од лабораторија, ама еве, оставам простор дека денеска пред емисија со тебе проверив резултати официјални се уште нема. Значи, они не објавија од каде е вирусот, потеклото. Сега вака, што имаме околу тоа? Значи, уште пред неколку години тоа се знае, наш follow the money, кога правише многу лесно да ги поврзаш работите. Follow the money, тоа е добро. Па тоа е, нема друго. Кога ќе ги следиш парите, ќе сватиш кој со кого, како е поврзан, кој што финансира и све ти е јасно. Значи, Фаучи, односно неговата таму, ова Институт за јавно здравје или како веќе од англиски да ја преведеме, има дадено, колку и да беше сега сумата, 3,5 милиони месечини долари за финансирање на лабораторијата во Вухан. Добро. И тоа, откако предходно не е одобрено. Значи, тоа воопшто не е одобрен тој чин, меѓутоа парите се префрлени. Тоа пред неколку години, значи не сега. Тоа е едно. Второ, ја имате една лабораторија, научник вработена во лабораторијата во Вухан, која што пребега во САД, таа беше на Fox News. Значи, не правиме се муабет за некакви подкастови, не знам што зборуваме, за Fox News. Таа е Калсон, каде што жената излезе на телевизија
и кажа дека вирусот е направен во лабораторијата. Добро. Пазете, тоа видео е цензурирано од факт-чекери. Ме разбирате ли? Да. Факт-чекерите од кого се финансирани? Од самите Фейсбуци, Мейсбуци, Бил Гейтсови и така натаму. Значи, сега, кога сме до одговорноста, значи, тужбата, основата на тужбата, значи, тоа се адвокати кои што се фаќале во костет со една Deutsche Bank, со еден Volkswagen, значи, каде што добиваат случаи против такви големи корпорации. Тие сватиле дека основата треба да им биде тестот. Значи, сватиле дека веројатно нема друг начин да се бара некаква одговорност, туку со тестот може директно да се докаже дека сите мерки не се во ред. Значи, корона скандал тие го нарекуваат случајот, корона скандал, буквално. И затоа се бара одговорност од оние кои што препорачале тестот да се користи. Во случајот Дарстен за Европа. Значи, од Германија, доктор Дарстен за Европа. Не чув убаво? Случајот Артен за Европа, што? Последнава реченица, последните две реченици. Во ред. Значи, затоа тие бараат одговорност од оној кој што го препорачал тестот. Во случајот се работи за германскиот доктор Дарстен, кој што нели веќе Дарстен, добро. Поднесува пријава против него. Ја реков да не е Дардан, мој се шегувам, добро. Сега, знаете како адвокатите велат да им помогнеме на владите, бидејќи владите се во заблуда, затоа што некој им кажал да го користе тој тест. Сега јас не знам тука дали да се сложам или не. Имате и такви држави кои што едноставно кажа не. Значи, Шведска имате како нели пример, меѓутоа таму здравството го водат професионалци, не политичари, епидемиолози, имунолози и така натаму, кои што нели заклучија дека не е добро да ја затворат државата и еве гледаме Шведска така е како што е. Потоа имате еден Лукашенко од Белорусија кој што одби да ја затвори државата, иако му беа понудени пари, прво 90 милиони па 900, прво од ММФП Светска банка или обратно како и да беше, човекот рече не, јас нема да ја затворам државата, а некогаш ќе ви кажам дали вирусот е од лабораторијата или е од горе. Тука доаѓаме до троењето. Тоа го искажа, го кажува сепак еден председател на држава, колку и да сака да го нарече диктатор, нели? Потоа го имаме председателот на Танзанија, кој што тестираше папаја и коза и не знам што, па испаднаа позитивни. Имате еден парламентарец во Австрија, кој што на лице место парламентот тестираше Кока-кола, која што испадна позитивна. И така натаму, значи има премногу докази за недоследноста на тестовите и еве тоа ќе биде основата на тоа. И сега преку целата таа фама што се направи, нели, дека многу има заболени, тука има и многу важна работа, не се прави разлика меѓу позитивни и заболени. Значи, позитивен може да бидеш затоа што рековме тестот фаќа од пред 3 години нешто што сум имала настинка. Го фаќа тестот и тој вели позитивен. Меѓутоа ја немам симптоми, значи не сум заболена. А затоа си ги измисли асимптоматските заболени. Ме разбирате? Добре. Кога тоа до сега снимале асимптоматски заболени, ако немам симптоми, како може да сум заболена или да пренесувам нешто? Така. Значи тоа се фабрикувани работи на вистина, кои што немаат никаква логика. Значи јас само пренесувам од научници и доктори релевантни. Сите оние кои што се во тимот на адвокатите, кои што ги испитаа. Луѓето испитаа над 100 научници и доктори пред да ги понесат тужбите, поднесат. Значи не е вака малце твоево изјавување од мејнстримот кој го слушаме, добро. Не дека се согласувам со вас, ама мене ми е пријатно да слушнам испротиставени работи и тоа се факти, Јанко. Тоа е добро за демократијата. Ние можеме да спориме дека да се заболуваме, луѓе има, заболуваат, умираат, ништо тоа не е спорно. Но дека има манипулација, сакате да кажете дека има... Секој живот е важен, да не се разбереме погрешно. Меѓутоа, истото се случуваше и до лани. Лани имавте, еве сега бара во Институт за јавно здравје,
Некако ги снемало извештаите од 20 години. Архивата не постои. Не знам како е тоа можно. Можеби не побарав подобро. Зашо Ама збориш? се потрудив. Значи има Што си едни барала? убави годишни билтени и месечни билтени каде што се објавуваа податоци за заболеност за сите типови на болести кои што ги класифицираат. Ме интересираше грипот. Значи грипот во времето на морбилите, кога исто ни креваа фама, нели? Имаше За кои околу години, 2000 за кој период спомнуваш, збориме малце да... И па морбилите беа зимата 19-та. 2019. Беше. Па мислам така беше, 20 Добро. е коронава. Добро, значи, добро, да. добро. Морам те И- подпрашам оти да не мислиш Да, на да, да. 919-та. Тогаш имавме 20 и нешто илјади случаи на грип. Така. И тоа беше и предходната сезона, за 2 сезони ги имав извадено, 18-19, тогаш правев споредба со морбилите, затоа ги споредував. Бидејќи се креваше фама за морбилите, грипот никој не го спомнуваше, а до предходната година во фокус беше грипот на вестите. Грип, 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 вакцина за грип. Преклани беше морбилите, оваа година е короната. И побарав да видиме колку бројки имаме од грип оваа година. Најдов еден билтен февруарски, тоа е најново што има, и во него вели во сезоната, значи оваа сезона на грип, има 666 случаи на грип во Македонија. Баш 666. Баш 666, и јас кога го видов... Да се прекрстим са обе руке и са обе ноге. Пу, бежи шејтане. Се шегувам малце. Добро ги владееш овие, гледам, мислам, ја не можам да потврдам дали си обраво или не, нели, ама ти си се фокусирала. Ама тоа се податоци напишани, Јанко. Напишани податоци во извештај и така. Супер што се напишани. Шуба и ти се наочарите како перхан. Да, јас се извинувам, децата ми ги средија, уште не сум стигнала да ги сменам. Можеш да го илустрираш тоа, сакаш, ти ми рече ќе илустрираш, помина Да, скоро саат значи, време, ништо не покажа. Ова за грипот не го... Добро. Не, само ќе зборуваме сега за податоците од јавно здравје. Тоа е многу Ајде, повели. интересно да се види. Да се види. Еве. Океј, Се гледа? се гледа. Така, значи ова А е ја да се на тргнам? Институт за јавно здравје, обично ги даваат за ова се неделни податоци. Ова е само да видиме, со состојба со 14.3. И сега горе имаме неделни податоци, меѓутоа долу при крајот ги дава кумулативните податоци. Во ред? Тоа не интересира. Дистрибуција по години, она, нели, еве, тука исто може да се види над 60 години, најголема заболеноста и така натаму, дистрибуција според недела. Добро, еве како упаѓала, па сега пак некако расте. Значи, ние моментално, јас и гледачите имаме дефиниции за пандемија и имунитет. Тоа ми покажуваш во моментов. Не. Сега покажувам податоци од нашиот Институт за јавно здравје. Не, сега покажуваш текст на кој пишува, Word текст, стои дефиниции за пандемија и имунитет. Како е тоа можно? Тоа ми е потсетникот што сакав да зборам. Да. Ама... Ова е твојот сега share сум- screen кој во моментот го гледаат гледачите. Така, јас... Ова е јас подсетникот. Регистар на несакани реакции. Чекај да видиме за што ќе збориме. Податоци и јазик, вакцинирани ово, она. Јанко не знае да прави бурек. Браво, бе, Гордана. Ајде, ето. Сега како да направам? Ајде. Океј, Дали сега вака го гледаме сега? твојот десктоп. Добро. Еве го сега текстот. Така може. Податоците кои добро, графикон сега имаме. Значи, еве да Дистрибуција видиме на- за што станува збор. Океј, Постојба со ајде. COVID во Македонија Јас од 8 зачутувам, до збори ти. 14. Меѓутоа, тоа се неделни, јас ги барам кумулативните податоци, тие се подолу, еве ги. Регистрирани се 3340 смртни случаи, 3%, значи, од заболени. Рековме заболени и позитивни се поистоветуваат. И сега тука, нели, има со коморбидитети, најчесто кардиваскуларни болести, белодробна, дијабетес, 3 смртни случаи кај бремени жени и имаме 900, колку беа, регистрирани се не тоа,
Кај е број? Од починатите кај 2398 има коморбидитети. Кога ќе одземаме 3340 минус ова, добиваме 942 случаи на починати без коморбидитет. Значи, што би се рекло од COVID. Сега и тоа од COVID е спорно, затоа што нели заради тестот. Не знаеме кој тестот колку дава точни резултати, а особено што се прави и постмортум тестирање. Откако ќе почине некој заболен, се прави тестирање, па и тој влегува во категоријата. Добро, тоа си во право, човек умире од инфаркт, му прават тестирање, има ковид и го запишуваат како ковид смртност. Да. Добро, тоа го знаеме и тоа од уште пред година дена исцедив од еден лекар, медицински работник, и он рече да, тоа е лекарите го имаат тоа дискреционо право да го запишуваат тоа така како што е, иако нели тоа е веќе прашање, ти што го поставаш како прашање. Значи, добро? Вака, се отвори нова графа, значи таму кога они запишуваат од кој човек од што починал, тоа е една дроп-даун листа, значи не може секој да пише што сака, секој тоа си е врзано со шифра и така натаму. Значи отворена е нова шифра COVID. Претходно така, значи, ако не прв пат е сега направено, и зошто го направија тоа? Затоа што рекоа дека коронавирусот предизвикува болест COVID. Ме разбирате? Тоа е Добро. малку сива зона, меѓутоа еве да речеме и се стимулирани, значи за ова си кажа и не можам за кај нас да кажам, меѓутоа директорот на Центарот за контрола и врати се у превенција на кадар болести. ако не покажуваш ништо, да не стои ова. Да, само кликни и продолжи да збориш. Да. Сакав тука уште да кажам, ево ова е интересно да се види. Добро, те молам. Значи, сината линија е вкупно заболени, добро. Така, 112.000, вкупно излечени, 98.000, вкупно починати е црвената линија и жолтата е активни случаи. Значи, гледаме дека имам и еден таков состојба со короната. Мислам дека постои една веб страна. Добро. Мислам тоа е на Џон Хопкинс универзитетот, која покажува сликата на глобалните случаи. Не знам дали можеш ти во моментов да видиш. Да, не знам кој беше тој сад, тој го гледав на почеток. Таа апликација е направена 2 дена од кога се прогласи пандемија. Значи запрашате се и како толку брзо се направи. Ја гледав на почеток. Па не знаме, спекулираме. Јас мислам дека не е можно да се направи толку брзо таа статистика, ако претходно не се знаело дека треба да се прави. Она што тука исто интересно да се види, значи каде беше, во Македонија започнато веќе вакцинирањето, го знаеме, 5000 и нешто здравствени работници се веќе вакцинирани. Со прва доза, да? Па не беше нагласено, само стоеше бројката од 5000 и нешто, каде и да беше. И тука сакам за вакцината обавезно мора да проговориме. И ова е интересно да се види, даваат податоци за во светот. Гледајте, значи Америка, последни 7 дена 2% помалку, збориме за болени, и 4% помалку починати. Значи, како што кажав, ова е само недела со недела споредено. Што треба да заклучиме од ова? Значи, ова значи дека од јануари наваму, откако ги намалија бројот на циклуси со тестовите, автоматски почна да се намалува бројот на заболени случаи. Значи, со ова сакаш да го потврдиш твојата теза дека тестовите се крајно неточни или што? Што да заклучам? Значи, тоа не е моја теза. Добро, се извинувам. Што да заклучам? Тоа е напишано кај производител на тест, добро, на СЗО, Гордана, на Централ за контрола. Значи, гостин си, можеш и да шпекулираш. Што треба да се заклучи по тебе од ова? Што ти заклучуваш од ова? Јас заклучувам дека откако се... Значи, има и убави графици за Америка, ама се еве тие не ги извадив ова Океј. Кажи ми твојот заклучок. Драстично е намалено бројот на заболени, е драстично намален во САД.
откако СЗО препорача да се намали бројот на циклуси, а во исто време државите отворија. Значи ги отворија рестораните, Флорида отвори, Аризона отвори, Тексас отвори, овие демократските... Сакаш да кажеш дека де така. факто го потврдуваш дека мерките биле непотребни, тие преригорозни. Така? Ма јас тука немам никакви дилеми за мерките, значи Добро. за мерките немам никакви дилеми. Дали дека со не ова сакаш да ми го потврдиш тоа? Ова е за тестот, ова не е мерка. Ова е она што ни ги дава бројките, што ни ја прави паниката. Гордана, и стравот. леле, не можам да допрам до тебе. Што е твојот заклучок? Сакам, па гостин си во емисија. Искажи го твоето мислење. Што заклучуваме од сево ова? Јас заклучувам од ова, само секунда, еве да вратам. Стоп. Врати се у кадар. Ајде се, ќе се снајдам ли? Ќе се... Стоп шеринг. Од ова, по мене да, потврдува дека, значи не само ова, пак ќе кажам, убави податоци се од јануари наваму да се види, многу се паднати бројот на заболени случаи, откако од јануари 20, откако и точно од тој ден се гледа, по денови има статистика, од 20 јануари драстично паѓа бројот на заболени во САД. Иако... Што заклучокот? Што е заклучокот по тебе? Не е точен. Тестот давал неточни резултати. Тоа е заклучокот. Значи, тестот не го третирам како мерка. Затоа правам разлика. Мерка е социјалното дистанцирање, маските, така, тоа се мерки. А тестот ни е основа за правење на пандемијата, како да кажам, за да броиме колку случаи имаме, е тестот, а не смртноста реална. Значи, навистина се измешани малку лончињата. Сега, една од мерките, навистина за маските, многу сакам да зборам, не знам уште колку време имаме. Имаме уште 35 минути. Доволно ти е? Ја можам 3 да знаеш, не. Не, јас знам дека можеш ти уште 3 сати, ама тоа на подкаст ќе си го правиш негдека, кај што нема лимит. Ја имам лимит, а морам и луѓе во дома да ги пратам, има полициски час. Јасно. Значи, за маските, еве, ако не повеќе, барем 2 работи се многу Те молам, важни. ајде повели. Вака, едната е дека тоа беше уште летото, ако не се лажам, или есента, CDC објави дека над 70% од луѓето кои што ги применувале мерките во целост, тоа значи носење маска, нели, дистанца и се, заболуваат од COVID. Значи, тоа го има на сајтот на CDC, јас го објавувам, факт чекер ми го прави сиво и ми вели missing content, ме разбирате ли? До каде одат работиве? Така, те разбирам. Можеш да ми пратиш Исто линк имате... од тоа, не мора сега, подоцна. Да, да. Па ќе пробам јас да го објавам истото од CDC. Од CDC? Центар за контрола и превенција на болести. Државна институција на Соединетите Американски држави, а Facebook ја цензурира. Интересно, сакам да го видам тоа. Се сетив поточно како им стоеше, во објаснувањето беше дека е субјективно. Да, субјективно е, анкета е на луѓето. Вие кога одите на доктор кажувате симптоми субјективно, така? Апсолутно. Ме боли глава, ме боли ова. Во право си. Значи анкета, како поинаку. Не можам да ти се спротиставам на ова. Така? Значи 70 и нешто посто од оние што носеле маска заболеле. Сега, тука имаме и во упатствата на СЗО навлегуваме. СЗО не негира дека маските се штетни. Охо, една листа на негативни појави. Сакате алергии, сакате дерматити, сакате главоболки, сакате зголемен крвен притисок, до срцеви заболувања и така натаму. Значи, наведени се. Тие ги имаме на нашиот сајт обработени. Чекај малце. Добро, тоа, еве, ја, например, ајде да почнем за себе, па и малку да го проширам како би го образложила тоа. Ја последниве 15 години не сум излегол надвор маска да не носам. Јас сум велосипедист, носам маска од мои причини и не ја симнувам. Значи, со часови. Голема физичка активност, со часови возам и така натаму, ама секогаш имам маска. Грлото... Зошто? Молам? Зошто? Значи, Гордана, у овој град, на ова загадување, вулгарно ми е
Вулгарно ми е кога на овој загаден не зборам за корона. Ја ова 15 години го зборам. Вулгарно е, арогантно е. Простачки ми е да се шеташ низ овој загаден град со прашина, со смог, со 300 глупости и да не си заштитен. Мене ми е нонсенс. Ја физички го чувствувам, бидејќи ја јадам бурек секоја вечер, кога ќе се направам мангуп да возам без маска, ја немам емисија, затоа што кашлам, носот ми тече. Аз си ставам маска, мене ми е се полесно, немам прашина и ништо. Но она што ми е најинтересно, како преживуваат хирурзите. Еве, кај мене беше, например, кажи го на невромедика, од невромедика на невромедика собственикот. Не ги знам, ама Никола Поповски знам дека ви беше на блокада у моментов. Поповски. Не бе, не, на Пановски. Не бе Пановски, на невромедика што го ми беше гостин. Човекот е неврохирург, еден од постарите генерации, еден од најдобрите. По 8 часови у хируршка сала. Не со една, со 2 до 4 маски кои ги нонстоп ги менува и така натаму и така натаму. И од саба до вечер, на страна овај интервју пред 4-5 години, никакви последици тој човек нема. Зошто сметаш дека маската може да биде толку страшна? Еве, ја сум жив доказ дека никогаш не сум. Напротив, мене маската ми помага. Так. Не ја носам затоа што некој ми рекол, јас ја носам спонтано, мене ми треба, што ја знам. И ова, да живеам негде на некое село, на планина, да, во право си. Не би ставил маска, може би малку шал, толку, ама во градов... Јас никогаш не би ставила маска, особено сега, откако не тераат. Меѓутоа, вака, значи, ние веќе имаме и направивме една петиција за маските, меѓутоа не електронска, сакавме да биде на вистина на хартија со потписи и така натаму, и во прилог на таа петиција дадовме образложение за зошто сметаме дека не треба да се носат маски. Помеѓу другото, имаше и примероци со хирурзи. Значи, едното објаснување беше дека хирурзите генерално во просек имаат мал животен век од останатите луѓе. Добро. И интересно беше и уште еден момент, пред сега не знам колку години беше, правени се испитувања што би значило доколку хирурзите не носат маски при операција. Значи, дали тоа ќе има некакви ефекти кај пациентите, бидејќи хирургот носи маска за да го заштити пациентот, а не тој самиот да се заштити, така, за да не падне нешто врз раната на пациентот. Добро. И утврдено е дека нема никакви разлики во однос на тоа, 6 месеци е правена студијата, и дури се одело кон тоа еден момент, сосема и да се каже дека не мора да се носат хируршки маски при операција, меѓутоа после напуштена таа идеја, од кои причини, нели? Добро, исто има благодарам за образложението. Во тие што ги наведовме ние, исто имаме и случаи каде што луѓе при спортување особено, значи, тоа е забране, тоа е, значи, и во сегашните протоколи е нагласено дека при спортување не треба да се носи. Збориме за овие маски сега што ги носат хируршки маски, марама и бандана, направен ли е тест воопшто, нели, дали ме штити од некаков вирус, а да не кажувам дека и декларации за маските не постојат дека ве штитат од вирус. Ја нема од каде аптеки не побарав и електронски од најголемите добавувачи на државата за маски, побарав, нели, дајте ми декларација дека штити од вирус, особено, нели, од ковид. Нормално ме изигнорира и такво нешто не добив. Меѓутоа барам по аптеки, нели, дајте ми да видам, нема ништо, не пишува. Значи нема, на странските дури и пишува дека не штити, кај нас нема никаква декларација. Кој тоа мене ми гарантира дека маската штити од ковид? Коронавирусите се помали од грипот. Зошто до лани не тераа да носиме маски за грип? Значи поголеме во обем вирусот на грип, отколку што е короната. Короната е поситна. Маската не штити од грип, а камоли од коронавирус. Зборуваме единствено што штити е од она плука што го викаме при зборување, ако се случи, нели, некаква плуканица, тоа се задржува кај вас и тоа е тоа, ништо друго. И СЗО исто кажува дека маската дава психолошки ефект. Значи,
психолошки ви прави дека еве вие сега сте заштитени и го заштитувате другиот, она што сакаат упорно да ни го внесат во глава, колективизам и така натаму, и дека треба да се грижиме за останатите. Што е со моето здравје? Значи, ако јас имам потешкоти со тоа што носам маска, а верувајте има, значи сум прашувала, особено постари луѓе, не може да дишат. Меѓутоа се принудени на еден начин, страф од казна, некој страф од вирус, нели, кој што како, и луѓето ги носат. Сега ова е многу важно, ова излезе најново од пред неколку дена. Дали во целава приказна некако загадувањево не ти фаќа никако, така? По тебе сметаш дека и при овој загаден воздух не треба да се штитиме ни со маски? Значи, ако некој, не знам, тоа треба да се проверат овие N95 што точно штитат, нели, дали ги тие PM честички колку ги фаќаат, нели, си има таму декларација. Може би N95, меѓутоа обична маска, а N95 исто така не е за вируси, нели? Значи, видете логично е во една лабораторија, ако ќе видите човек колку е заштитен, и вие сте со некаква марама на уста, која е разликата? Значи, како е можно таа марама од кошулата од баба ми, не знам, направена маска, кој тоа докажал, кој тестирал дека баш тоа платно ме штити? Се разбираме ли? Навистина нема никаква логика. За дечињата сакам да нагласам. Значи, упатството на СЗО не вели дека децата мора да носат маски. Така е. Упатството на СЗО вели тоа се дека слагам. Деца стварно не треба да им се... Траума е. За децата тука ќе се сложам. Траума тешка. Допрва психолошките ефекти ќе ги видиме. Тоа е несогледиви последици. Значи, СЗО вели доколку не може да се одржи растојание од 1 метар, во тој случај може да се носи маска. Исто така не инсистира на користење на дезинфициенти, бидејќи излезе една цела листа на отровни дезинфициенти, туку може и алкохол, така. Сега наши дезинфициенти набавуваат, маски мора да се носат, не одат сите деца во училиште, од дома ги правиме киборзи, значи навистина, ова со училиштето е страшно. Ние кога викаш последици, последици е многу општ збор. На што мислиш? Кај помалите дечиња особено, значи не сум социолог, не сум психолог и овој дел го немам многу добро обработено. Гордана Боџо, не сте поканати како стручњак, туку како човек со своји размислувања. Не морате да се правдате никому, дали сте социолог или психолог. Ја ви давам право да се обратите на јавноста. Одговорноста е моја. А вие бидете слободни и храбри, продолжете се како и натаму. Значи, кажете си го слободно своето мислење и не се правдајте никому што сте и како сте. И ја давам мислења за работи за кои не сум стручен. Нормално. Имаме право и демократијата ни го дозволува тоа. Така е. Повелете. Така е. Видете, значи имате ви едно мало дете, особено новороденчиња. И тој препорачуваат мајката да носи маска. Значи детето мимиките не ги гледа на мајката. Ме разбирате ли, насмевката не ја гледа на мајката. Знаете ли колку тоа значи? И тоа полека ќе се влезе во психата на детето. Или сега ги имате еве повозрастните дечиња. Особено родители кои што ги тераат да носат маски, нели? Па тука се ствара еден уплав кај детето, така, да се штити, да бега од други дечиња. Значи социализирањето го нема. Ме разбирате, значи не прават и од една страна ни тераат колективизам да се грижиме еден за друг, а од друга страна не прават индивидуи затоа што не тераат социјално да се дистанцираме, да не ги посетуваме родителите или баба и дедо децата да не си ги видат внучињата. Има многу фамилии кои што ги следат, ги почитуваат мерките, кои што не си ги виделе своите родители не знам колку време или децата не ги виделе баба и дедо и обратно и така натаму. Значи стравот направи психоза. А стравот дојде од бројките. Бројките дојде од медиумите и од тестовите. Сега многу профи ова вака го склопува. Не е важно дали се слагам со тебе. Мене ми се допаѓа кога имаш излагање и кога ќе извлечеш заеднички заклучок од сето тоа.
Затоа те барам како соговорник, за да оти не забегуваш и знаеш да се вратиш на фокусот. Задржи се сега на заклучоците пред да идеме на вакцините. Предпоставувам дека за вакцините имаш што да кажеш, нели? Да. За заклучоците од сево ова. Да, повели. Само што за маската морам да кажам, бидејќи е најнов податок од пред неколку дена. CDC, повторно, Центарот за контрола и превенција на болести во САД, извади една студија и сега насловот кој ќе го видите, они прават и обично едно самари, како, нели, можеш да ја дадеш режија задната камера, оти јас на лаптопот ги прегледувам коментарите кои Гордана Гоџона на симиот сајт, не се гледа тоа убаво, добро, може би и подобро така, да нема евентуално некое прашање кое би требало да. Но претежно имаш голема поддршка, па добро. Благодарам. Сигурно ќе си го видиш тоа е кај тебе. Да. Повели, продолжи. Значи, кој ќе го видите насловот и самарито, и така и го пренесува сите медиуми кои што не читаат до крај, нели? И насекаде се разгласи, маските функционираат, маските штитаат и готово. Тоа, демек, им требаше нешто и го разгласија насекаде. Како да до сега да не беа сигурни. Бидејќи со ова сега што излезе, имаат некаква потврда дека маските штитаат. Меѓутоа, ако детално ја прочитате таа студија од CDC, 30 на страни, има една табела каде што многу убаво е наведено. И сега има една референтна вредност, се зима и се вели пред таа референтна вредност и после. Значи во денови. И сега одиме после. Значи од референтна вредност сега имате од 0 до 20 дена после. Од 20 до 40, од 40 до 60 и така натаму до 80 до 100. Денови се тоа. Заклучокот е 80 до 100 дена после референтната вредност, намалувањето на ширењето на вирусот е 1,8% заради носење на маска. Се разбираме ли? Ефектот на заштита на маската е 1,8%. Вау! На почеток сетете се кога беше ова април, некаде во учи велеше нема потреба се да се носат маски и така натаму, после почнаа нели да притискаат со тоа. 15 дена колку да го запреме ширењето, тоа беше наративата, тие 15 дена се претворија во 360 дена. Веројатноста да заболете на отворено е еднаква скоро на 0. Зошто да носиме маски на отворено? Значи, СЗО бара од државите, значи тоа се упатства, ова препораки. Не значи дека државата доктор мора Пановски да ги... истото го кажа дека маски на отворено се нонсенс. Така е. Значи, тоа се препораки, не значи дека една држава треба да ги спроведе препораки се. Доколку се одлучи да ги спроведе, државата е должна да ги мери ефектите од спроведените мерки. Значи, дали нашите тука имаат некакви заклучоци колку маските придонеле во намалување на заразата. Ако гледаме дека растат случаите на заболени, како тогаш маската штити? Например. Логично прашање. Мене тоа не ми е јасно. Така? Јас се прашувам тоа, например. Навистина, некои работи се нелогични во мерките. Да не зборуваме полициски час од толку до толку, а во ресторани седиме без маска. Значи, тоа е клучно. Во ресторан сум слободна, келнерот е роб, тој мора да носи маска. Мене ме служи како робовладетел, јас не морам да носам маска и така натаму. Се сложувам со тебе. Збориме за ресторани, а автобусите ни се тисканици, сардини, каде што нема не помагаат ни скафандри, а камоли дупли маски. А тие никогаш, мислам дека има една, не можам да зборам за кај нас, бидејќи Македонија никогаш немала своја автентична политика да тера, Македонија копира само што ќе се види или ако каже нешто СЗО се потресуваат. Но мислам дека имам чувство дека на страна
што сигурно овдека има некој бизнис заднини. Мислам дека во голем експеримент сме фрлени и апсолутно се согласувам и тука и со тебе, и тоа и моје мислење, без да се согласам со тебе, болест има. Ама дека е се во ова злоупотребено да се направи еден светски тоталитаризам на потполна контрола на население, па нема ништо посладко сега да си власт и чим направиш некој булшит, седи мирен, имаме ситуација. Полициска. Тоа е нешто најубаво. Па може ли нешто за една за една власт да владее народ? Па дали гледаш некакви демократски промени некаде било каде во светот? Не. Само единствено видовме дека тоталитарците си се вратија на американскиот континент и тоа беше јасно. Само наивни и будали веруваа дека Трамп може да остане, затоа што цунамито кој идеше да не го види, што е нонсенс, колку се моćни, и верувам дека се игра голема игра за контрола на целава работа. Но не може да трае вечно, Гордана. Не може да трае. Гледам дека има се повеќе отпор и тој отпор не доаѓа од кај нас. Тој доаѓа отпор во Белгија, во Исланд, во Франција, во Германија, и због тисува на луѓето. Веќе во психози влегуваат и почнуваат да се бунтуваат. Во ред се согласувам и јас. Мерки, пазете се ово, она. Колку? До кога? Мислам, нонсенс отидоа. Океј, повели, COVID-19, the Great Reset. Да, го гледаме, да. Повели, објасни го, што сакаш да кажеш? Значи, кој е Клаус Шваб? Клаус Шваб е основач и директор на Светскиот економски форум. Тоа се оние во Давос што се собираат секоја година и ние кројат судбината, јас би рекла. Значи, ова е книга која што излезе во април. Од него и од некој Тери Малерт, COVID-19, The Great Reset. Добро. Дали гледаме што пишува во насловот? Што пишува тоа? Што сака да каже насловот? Значи, Great Reset. Чувме за Great Reset до сега. Знаеме што е Great Reset. Јас навистина не сакам ни во детали да навлегувам во тоа, се ежам. Значи, Great Reset во принцип, до вчера беше теорија на заговор, сега е веа книгата на Шваб, не знам, сите почна овој Трудо, Мудо, не знам кои сите да кажуваат за Great Reset. Значи, тоа веќе не е теорија на заговор, на страната на Светски економски форум, на страната на Обединети нации, Агенда 2030, се е тоа едно тисто. Значи, имате она дека во иднина треба да има една светска влада, значи тоа не е бирана влада, тоа ќе биде поставена, исто како и што и сега во 90% од светот, веројатно. Скрола и надоле малце. Нема... Па нема, тоа е више содржина. Ке ми го пратиш ова во ред? Да, обавезно. Okay. Потоа имате, нели, приватност нема да постои, фактички сега на еден начин веќе не е многу изгубена приватноста, нема да имате собственост над ништо. Значи, се ќе биде некој, чие ќе биде тоа ако ми се одземе од мене. А пак ќе бидете среќни. Значи, имаат такви реклами направено. Не поседуваш ништо, а среќен си. Ќе добиваш универзален инкам, некаков приход месечен. Меѓутоа, тој приход како ќе го добиваш? Ако си послушен граѓанин, ако си некој како мене што си надвор од системот, што ќе ти го скине? Тоа кредити немаш ово, она како во Кина, што е со социјални кредити, така натаму. Значи, сакам да кажам дека преку COVID, бидејќи, за да дојдеш до нов систем, најлесно е преку војна. Најлесно е. Добро. Бидејќи со Трамп не можеше да дојде до такво нешто, доколку победеше Хилари, верувам дека ќе се случеше и такво нешто, за да се го направат својот Great Reset. Така, значи, еве сега ова, економијата сосема уништена, финансиски, големи хиперинфлации, девалвации на валутите. Значи, во ред беше мојата колумна, во ред беше мојата колумна која ја објавив во март месец лани под наслов Трета светска војна. Точно така. Ова е Трета светска војна, апсолутно. Фала што ми даваш за право на мојата колумна. Никакви дилеми за тоа. Јас немам, апсолутно. Ова е буквално војна, не е со тенкови и бомби, меѓутоа е информациона, психолошка, социолошка, како сакате. Ова е Трета светска војна.
И во последно време почна, значи, наместо со војна, сега се обидуваат преку ковид Врати се кризата назад. да го постигнат истото. Да, Гордана, тоа врати сакав, се ама назад во кадар. не ми иде со маусот, Убав сакав, е еве Клаус го. Шваб, ама ти си поубава малце. Само секунда. Еве сум. Океј, Така, во рета. во ред. И во последно, значи ова излезе и на вести на Fox News, го спомна, ковид со ресетот го поврза, а во последно време пандемиите почнаа да ги врзуваат и со climate change. Climate change е уште една голема измама. Ама ајде, тоа во друга прилика. Значи, гледате како сакаат се да си ги поврзат работите, да ги направат. Ова е страшна психологија Значи, што не целава се прави. ова игранка се прави за една тотална контрола на една влада. Тоа е крајната цел. Крајната цел е тоталитарна. Тоталитарност, автократија, како сакате да го наречете го, А знаеш контрола ли кога е тотална прв пат најавено ова? Јас што најдов документ од 2010 Рокефелер фондацијата, 2012 во Бундестагот, 2019 е ова ивентот 201, меѓутоа некој ми кажа пред некој ден филм со стар филм од 70 години кој што најавил дека во 2020 ќе имало нешто вакво. Навистина не сум гледала, не Немој на филмови. Преинтелигентна си со тие холивудски финти. Ја ќе ти кажам, значи, една влада е светска влада, која еден ќе ја завладе, е најавена во Библијата уште пред 2000 години и си ја запишена. Сега, кој читал, ние што сме у црква си го знаеме, дека мора да дојде, најавено е. Сега, како ќе изгледа, дали е овој тој момент или не, ама дека има обиди, имало неколку обиди, ово, она, успеало, не успеало, па ќе видиме. Но во секој случај, тука сум за да те пресечам, за да те однесам сега на последната тема, да го завршиме разговорот, а тоа е вакцините. Да, мора да говориме за вакцините, да. Да, 21 часот и 20 минути. Тоа Знам што дека, значи? види, не сум на YouTube, уште еднаш да те подсетам, ограничени сме со време, па би те замолил, затоа што треба после видеоматеријалот да го обработиме и да го ставиме на YouTube и немаме безгранични и безвременски ресурси. Гордана, вакцини, повели. Вакцините. Вака се. Прво ќе кажам дека кај нас донации сега имаме од Pfizer и Спутник. Јас се обидов да ги најдам на Малмет дали се регистрирани. Еве сега ќе го покажам и тоа, значи не ги наоѓам дека се регистрирани во нашиот регистар на лекови. Тоа е една работа. Кога не е регистриран лекот, автоматски никој не сноси одговорност. Значи без разлика што и онака знаеме дека не сноси одговорност производителот, тоа е точно во договорот се наведува преку ковакс системот, не можете ни да набавите вакцина доколку не ја превземе одговорноста државата. Добре. Државата како ја превземе одговорноста мора да има фонд за обештетување од несакани ефекти од вакцина. Дали не имаме такви фонд? Немаме. Јас не сум ни чула ни дека е во план да се формира таков фонд. Дури и се прашувам дали е тоа причината што ние се уште преку ковакс не можеме да набавиме. Значи не знам, спекулирам, дали е тоа причина зошто ние преку ковакс се уште не можеме да набавиме вакцини, затоа што е потписан договорот со Гави за ковакс. Тоа ние го баравме и тој договор, меѓутоа го неам добиено се уште. Така што не е регистрирана вакцината, тоа е едно. Второ, од овие 5000 и нешто што ги има на Институт за јавно здравје објавено здравствени работници кои што примиле вакцина, колку од нив имаат несакани реакции? Пријавени ли се тие несакани реакции? Во регистар, имаме не регистар за тоа. Пријавува некој, не пријавува. Јас сега не знам и статистички да кажам колку би требало да има несакани реакции, затоа што ги немаме. За несакани реакции можеме повеќе да знаеме од други земји. Како што гледаме, AstraZeneca е стопирана во неколку земји заради... заради... Јас се радувам, така е, јас се радувам што еве се доцни кај нас со вакцините, иако опозицијата тоа го користи нели во политички цели, со само погрешно за мене, меѓутоа тоа е политика. Се радувам што подоцна се набавуваат затоа што ги гледаме ефектите во светот. И од Pfizer, и од Moderna, и од AstraZeneca.
Сега, во фокус е AstraZeneca, така, над 10 држави, може се веќе и повеќе, секој ден, Бугарија е меѓу нив исто, кои што ја одбија вакцината од AstraZeneca, а нашиве, нели, рекоа дека 100.000 и нешто дози таму ќе ни ги дадат од AstraZeneca, живи срекни, нели, ќе имаме вакцина од AstraZeneca со најголем број на несакани ефекти. Сега, зошто е кај нив најголем број несакани ефекти? Затоа што дозата на mRNK, значи модифицирана РНК, Добро. е 3,3 пати поголема отколку во другите вакцини. Добро. Затоа ефектот, негативниот ефект доаѓа побргу. Не значи дека и кај Pfizer и кај Moderna нема да го има ефектот. Можеби ќе биде за 3 до 6 месеци, како што предвидуваат доста. Спутник В не го спомнуваш. Не знам многу за Спутник. Немам информација за Спутник. Не е фер, Не сега сум други го да ги истражила. критикуваме, а Спутник да го Не фалиме. сум истражила. Не сум истражила. Никого не фалам. Не. За толку кратко време вакцина, значи Јанко, коронавирусите Пиши ми. постојат, откриени се многу одамна. Вакцина за коронавирус се обидувале 30 години да направат. Безуспешно. Ама, Како тоа сега наеднаш аха, е направија? така. Ме разбирате? Што? Оваа нова технологија... Ја истото Кажи. го поставив како прашање. Си да имаме 3-40 години, вакцина не извадија, вирусно заболување. Како за година дена? Што ти заклучуваш од ова? Ја имам заклучок, нели си Што го да кажам. заклучам, тоа е кажано е. Значи, клиничките студии траат. До 2023 трае клиничката студија. Значи, ние сме сега експеримент во живо. Тоа го има кај сите вакцини. Не е само кај оваа, меѓутоа ги нарекуваат постмаркетиншки ефекти. Со тоа што студиите траат, нели, подолго пред да се пушти на пазарот, па после се следат и постмаркетиншки ефекти. Значи, ова е сега студија, се уште трае студијата. Врз во нас. живо на нас. Да. И тоа никој не го крие. Значи, никој не го крие, само што властите треба да го кажат. Вие имате право на информирана согласност. Оној кој што ќе ви аплицира вакцината треба да ве извести. Слушај, бате, ова е се уште во експериментална фаза. Може да доживееш тоа, можеш да умреш. Сакаш да ја примеш вакцината или не сакаш? Да, сакам, не сакам. Пеки, никој не сме да те принудува. Резолуција е донесена во Хаг сега во јануари, 27 јануари, со која што се кажува не смее да биде задолжителна вакцинацијата. Едно, и второ, не смее на никаков начин да ве принудуваат, што би рекле уценуваат. Така, да, не е задолжителна, ама не можеш у школа да се запишеш, така. Значи, тоа е принудување индиректно. А ти овој проблем го имаше и пред коронава. Дојдовте со родители кај мене. Да. Каде родители Апсолутно. на деца со специјални потреби кои не смеат да примат вакцина, идиотиве не ги примаа на школа, а нема вакцина. Абе не смее да прими вакцина, како ќе го... Тоа бе, и тука ве поддржав многу во таа борба. За жал сега све се раскаша заради Ама корона. тоа беше увертира во ова. Увертира беше. во ова. Значи, А сега ќе имаме, добро, можеби државите нема да не оценуваат, но затоа сакаш во Грција на одмор, мора да би си Тоа. сакаш да се качиш на авион, не можеш приватник, не можеш да го тужиш што не те пушта. Ме разбираш? Еве ја имам авиолинија, слушај, ја донесуваме уредба овдека невакцинирани не можеш да ме тужиш. Користи и со не можам, ама можам да те игнорирам. Так. Треба да се појави авиокомпанија која што ќе превезува немаскирани луѓе или нетестирани и така натаму. Мислам дека профитот ќе ги поттикне. Така е. И ја мислам дека борбата за нормален живот ќе не натера да размислуваме да се вратиме во нормала, да го отвориме мозокот, да излеземе од стравот. Инаку да ти кажам, страшни се податоците, затоа што гледаш дека сум доста близок со здравствените работници. Здравствените работници се на раб, на распад, значи од она што им се прави, значи без одмор, нон-стоп, трагични случаи и така натаму. И следната моја емисија која ќе биде нова, Гордана, ќе биде со психолог или неуропсихијатар, веќе сум во контакт. Страшни се траумите
и депресиите кај луѓе кои немале апсолутно никакви симптоми. Не зборам ова вакцини, зборам од ова психозава година дена. Јас што сум колерик, екстровертен, веќе ми доаѓа преку глава. Не сум излезен од Скопје година дена. Не сам во ред, дисциплиниран, морам па како јавна личност да сум подисциплиниран од сите други, знаеш. Бидејќи лесно ќе те хейтаат, па после ќе ми страда и цела фамилија, морам и себе, и емисија, и екзистенција, и своите да ги заштитам. Но траумите се страшни. Оние што прележале, оние што работеле, оние што живеле у психоза, па немаат сите фамилии, па да се среќнеа и ќе се затвориме. Има луѓе кои се осамени, има луѓе кои имале проблематични бракови, зголемен бројот на насилства. Како немаш, за жал немаме време, а и не си ти повикана за тоа. Бројот на разводи е рекорден во минатата година. Знаеш ли што е тоа? Тоа е разорување на основната клетка на општеството. Тоа се трауми кај деца, тоа се трауми кај жени, тоа се насилства, за тоа никој не збори. Све е корона. Полека луѓе, ништо нема да остане од нас ако не земеме ние во повеќе насоки да почнеме harm reduction да правиме од оваа идиотштина за некој да владее. Еве сега имаме еве и вакцини. Збориш за вакцините. Знаеш што е најсомнително? За AstraZeneca испитував. Викам, најверојатно лоша е. Оксфорд стои зад неа и чекај бе, па Оксфорд не е некоја калакурница. Ама што дознав? Најефтина е. И сега, кој што викаш ти, следи ги парите. Додека не извадат скап лек да сите го плаќаме, ние нема да излеземе од ова. Тоа е моето предчувство. Кога ќе видат голем против, кога ќе извадат скап лек кој ќе мора сите држави да го купат. А на страна, знаеш што требаше на почеток да кажеш за тестовите? Требаше сите тестови до сега, по закон, во епидемии, да бидат бесплатни, а граѓаните да не ги плаќаат. Граѓаните плаќаат. Никогаш тоа нема го кажам. Тој тест не служи за детектирање на коронавирус, крај на мојабетот. На страна... Тој тест не треба да се користи. Тој тест не кажува ништо. Ама ништо. Да не постоеше тестот, што ќе беше, кажете ми, еве не постои тестот. Дали ние ќе ги имав новија бројки на заболени, така ќе ни ги кажува? Значи, тестот само им служи за подкрепа, за основа да шират трав преку големи бројки. Толку. Не се разбравме. Само велам дека народот не требаше да го исцрпуваат, да плаќа за тестови. Бесплатен требаше да биде тестот. Тоа ми е поентата. Ама јас велам не треба воопшто да има тест, а не да биде бесплатен. Затоа што тој ги принудија луѓето да се тестираат, огромни пари фрлија. Ама разбирам. Затоа велам, кога ќе дојдат до овие тужби, сите што ќе бараат одштета. Па кога ќе се бара одштета, знаеш зашто ќе се повикуваш? Се повикуваш на закон и на устав. По закон и устав, кога ќе дојде епидемија, државата мора да обезбеди, ако треба да се тестираме кој што она вика, тогаш државата треба да ги обезбеди тие средства и бесплатни тестови. Немам спорно со тоа доколку тој тест навистина служи за детекција на тоа што ќе се каже. Во случајов, тој тест не детектира коронавирус и не треба се користи. Кога е протестот, тој светски, за кој датум е закажан? Да, во 12 часот во сабота на плоштад Македонија. Така гледам дека Но тоа ќе биде низ цел свет во исто време, низ сите градови. Не може да биде во исто време, Јанко, нели со временските зони нема да биде во исто време. Но ќе биде симултанка низ цел свет, така? Затоа што гледам дека е повикот... Истиот ден, саатот веројатно не, и веројатно претпоставувам дека ќе се пуштаат видеа од сите градови, па една компилација ќе се направи после тоа. Не знам како ќе оди понатаму, навистина не сум навлезана во организацијата, ама ќе средиме околу тоа. Ќе видиме, овој пат се надевам ќе издржам да бидам само во публика. Ќе издржиш да биде. Ќе ти пукне филмот, ќе се качиш горе. Нема да додржиш. Кажи ми, ти си дел од родина,
привлековте големо внимание изминатиот период со политички, со здравствени, со работи кои не се зборат, кои мејнстрим партиите ги одбегнуваат. Дали имаш поддршка од твоите сопартици за ова што го збореше вечерва? Дали родина стои за це во ова? Океј, да или не мораш да навлезеш во... Не, како не, тоа се гледа и од реакциите јавно кои што Родина ги објавува. Значи, прво многу кратко, јас прв пат во живот не сум ни мислела никогаш дека ќе станам член на некаква си партија. Меѓутоа, луѓето се како мене со исти ставови, на иста фреквенција, што би рекле, проживот. Проживот. Значи, ја велам не антиваксер, туку проживот. Сега, од тој аспект луѓето навистина се свесни, иако имавме членови кои што завршија неинфективно. Значи, као корона, нели, пошто мораш да се тестираш. Меѓутоа, луѓето се свесни дека имале бронхопневмонија, добиена некако, така, најнормално се прележа сето тоа, супер, добро се заврши. Меѓутоа, и покрај тоа што беа на клиника, не го сменија мислењето. Дека да, оваа ситуација не е баш така како што ни се прикажува. Значи, сосема сме на иста фреквенција околу тоа. Немам никакви тука замерки. Океј. Тогаш следното твое гостување, еве нека помине протестот, да собереме впечатоци после протестот, па се надевам дека има неколку видни членови, мене особено еден со партија свој ми се допаѓа, тој првиот што гостуваше кај мене, моментов се блокирав неговото име. Да ве вклучам тројца, четворица, па околу целава работа да се надополните. Во ред? Во ред, одлично, благодарам. Благодарам и на тебе за гостувањето, ти благодарам за експликацијата и се надевам ќе се слушнеме и видиме во друга прилика. Би сакала, Јанко, еве јас и јавно ќе кажам, навистина сметам, доколку еве дадеш простор и сметаш дека треба да се зборува на таа тема, актуелна многу, тоа е воведувањето на сеопфатното сексуално образование во училиштата, навистина една тешка тема која што треба да се продискутира и би ценела доколку би ми дал шанса и за тоа да зборуваме во друга прилика. Секако, нема проблем и јавно ти кажувам, договорена емисијата. Да оставиме малце простор, ќе се договориме за друг термин. Со задоволство. Благодарам многу. Господјо Гоџа, поздрав до лека ноќ и пријатно. И ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.